Почнуваме со регионалните вести. Секојдневно се зголемува бројот на семејства на кои им е потребна помош, велат од Тетовскиот Црвен крст, каде им одговараат на барањата на луѓето кои од нив бараат храна и облека. Оние кои сакаат да помогнат можат да учествуваат во така наречената недела на солидарност и да донираат храна, облека, средства за хигиена, како и парични средства. Секојдневно се зголемува бројот на семејства на кои им е потребна помош. Во Црвениот крст од Тетово се повеќе доаѓаат луѓе кои самите не можат да обезбедат храна и облека. Можеме да кажеме дека голем дел на семејства имаат потреба, меѓутоа тие кои што се обраќаат во Црвен крст се обслужуваат. Тие има некои кои се срамат да доаѓат и иначе можеме слободно да кажеме дека процентуално сега сите граѓани во Тетово па и во Републиката имаат по некоја потреба за било што. Самата ситуација кажува на бедотија во населението. Тоа смо сите факти од себе почињемо. Значи, многу се осиромашени граѓаните. Со цел да се подигне свеста на луѓето за потребната меѓусебна поддршка и помош за ранливото население, Тетовскиот Црвен крст проведува хуманитарни акции, во кои се собира помош во храна, облека, средства за хигиена, како и парични средства. Општинската организација се приклучи кон одбележувањето на недела на солидарност, која се одбележува од 18 до 24 април, под мотото Вашиот прилог, значајна помош. До сега, значи, се одазвале во донирање на половен текстил и некои тек-тук обувки. Иначе, повеќе се ориентираат на ова половен текстил. И истото секојдневно, пошто кај нас тоа, ова недела е недела, иначе ова активност го обавуваме во текот на целата година. И сите тие што донираат, значи, овие кои што имаат потреба од таквата помош, одма го користат. Корисниците секој ден се обраќаат во организацијата на Црвен крст и така да одма си го наоѓаат своето место кај оние кои имаат потреба од таква помош. Оние кои што не донирале овде во неделата може да се носат половен текстил, опрано и очистено, да се донесе средства за хигиена, средства за исхрана, обувки, тоа што некому му е вишак или непотребно, може да го донира во општинската организација на Црвен крст Тетово, за да они го дадат на тој кој што има потреба, кој се обраќа овде. Затоа анонимно се носат, а анонимно се земат, за да нема никаква увреда нити на тие што донират, нити на тие што се корисници. Генерално, каква е оценката за хуманоста на жителите на Тетово? Па, генерално, секогаш тетовци биле хуманисти и го покажуваат својата хуманост. Црвениот крст прави континуирани напори за зајакнување на капацитетите за социјална интервенција, односно задоволување на основните приоритетни потреби на населението, соочено со одреден социјален ризик. Сите хумани граѓани во рамките на недела на солидарност можат да донираат парични средства, односно 100 денари со повик на телефонскиот број 143 400 од сите мобилни оператори или со уплата на средства на сметката на Фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Македонија 360 1327966, АД Комерцијална банка, даночен број 403098 427 1620. Општина Гостивар инвестираше околу 6 милиони денари во уредување и асфалтирање на улица во гостиварското село Речане. Во Гостиварско Речане заврши уредувањето и асфалтирањето на улица во местноста викана Преку Мелца. Локалната самоуправа на Гостивар во реализацијата на овој инфраструктурен зафат инвестираше околу 6 милиони денари. Станува збор за улица во должина од 700 и ширина од 3,5 метри. Според првиот човек на општината, ново асфалтираната улица, освен за подобрување на условите за локалните жители, дава придонес и за развојот на туризмот со оглед на местоположбата на селото.
Mi imamo realizirano во нашата општина многу проекти, а ова е најважниот проект за жителите што живеат во село Речане. Денеска го асфалтиравме патот кај местото што се вика Партеј Мелцев. Овај пат е регулиран така како што го барат стандардите на градовите и државите на Европската Унија. И овде имаме направено добри услови. Сем тоа имаме направено и спортски терен за младите деца од Речане. И мислам сега жителите што живеат во ова населба ќе имат добри услови и сите наши граѓани од ова село и нашите граѓани од Гостивар може да посетат ова населба, пошто има зеленило, има чист воздух и може да шетат и да ги видат убавините на селото Речане. Селото Речане се наоѓа на 10 километри од Гостивар и брои над 1000 жители. Противпожарната единица на Гостивар доби нова опрема и униформи преку донација обезбедена од диселеници во Швајцарија. Донацијата достигнува вредност од 80.000 швајцарски франци. Гостиварската противпожарна единица се поднови со современа професионална опрема и униформи. Опремата е обезбедена преку иселеници во Швајцарија со поддршка на швајцарската амбасада и во соработка со локалната самоуправа на Гостивар. Донацијата се состои од нови заштитни шлемови, ракавици, одела, црева за гаснење пожари и разна друга опрема, која ќе им помогне на гостиварските пожарникари за поефикасна борба против огнот. Ова е една донација што го дават нашите граѓани што работат во Швајцарија, заедно со швајцарската амбасада и општината, успеа да ги донесат средствата против пожарот. Големиот допринос и као главен организатор за ова донација е нашиот граѓанин Џемаил Хусеини од Кичево. Јас сум захвален и благодарам на моје име, на сите вработените во општината и на име на сите граѓани. Донацијата е голема. Со добиената донација во противпожарна опрема, ние ќе бидеме многу поефикасни во извршувањето на нашите работи во гаснењето на пожари и други технички интервенции, како и елементарни непогоди. Ова ќе ни помогне многу во полесно да ја завршиме на работа, поефикасни да бидеме и подобро да ја завршиме целата работа. Вредноста на донацијата од Швајцарија за противпожарната единица во Гостивар достигнува до 80.000 швајцарски франци. Двајца пешаци се удрени од возило додека преминувале крстосница во Тетово. 22 годишна жителка на селото Неготино Полошко вчера на автопатот Гостивар Тетово со своето возило удрела во бетонски ѕид и излетала од коловозот. Вчера попладне околу 17 часот на крстосницата на улиците Благоја Тоска и 29 ноември во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Opel Corsa со тетовски регистарски таблици управувано од 27 годишен тетовец и двајца пешаци на возраст од 19 и 21 година исто така од Тетово, соопшти СВР Тетово. Двајцата пешаци здобиле телесни повреди и со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за оваа сообраќајна незгода. Првично причината е недавање предност, односно непропуштање на пешаци, појава која и натаму е присутна на тетовските простори. На автопатот Гостивар Тетово во непосредна близина на клучката за Неготино Полошко, вчера наутро околу 7 часот и 30 минути патничко возило Голф со гостиварски таблици, што го управувала 22 годишна жителка на Неготино, удрило во бетонски ѕид и излетало од коловозот. Како што соопшти СВР Тетово, од излетувањето на возилото нема повредени, додека вкупната материјална штета се проценува на 500.000 денари. Извршене увити се расветлуваат сите поединости поврзани со незгодата. На 10 возачи во синоќешната полициска акција во Тетово поради непрописно пристигнување изречени им се глоби до 300 евра. Поради направениот прекршок времено им се одземени возачките дозволи.
Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во вчерашната акција констатирале 10 прекршоци, непрописно пристигнување, кои биле санкционирани со соодветни налози со глоба до 300 евра во денарска противредност. Прекршителите на сообраќајните правила и прописи ги очекува и заштитна мерка, времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во вчерашната акција било употребена наменска опрема, односно специјална видеокамера со која се регистрирани пристигнување на полна линија или непрегледна кривина. Откриени исто така били 8 други видови прекршоци, истечена регистрација, немање регистарска табличка, непоседување на возачка дозвола. Во акцијата спроведена во Гостивар биле опфатени вкупно 37 возила. При тоа утврдено дека 6 возила пристигнувале на забранети места и заработили исто толку прекршочни платни налози, а регистрирани се 16 други прекршоци. Од расадник во село Прелюбиште украдени 75 зимзелени украсни дрвца. Вредноста на причинетата штета е нешто повеќе од 500 евра. Непознати сторители украле зимзелени украсни дрвца во вредност од 500 евра, како што соопшти СВР Тетово. 65-годишен жител на тетовското село Јанчиште, вработен во чуварска служба, вчера пријавил дека помеѓу 19 и 20 овој месец засега непознати сторители од расадникот во Прелюбиште искорнале и одзеле 75 зимзелени украсни дрвца, чија вкупна вредност се проценува на 33.300 денари. Со земените дрвца незабележани од никого го напуштиле местото, кое е фотодокументирано и се работи на откривање на сторителите. Јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за катастарски парцели организира Маврово Ростоше. Јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за катастарски парцели организира општина Маврово Ростоше. Граници на опфатот представуваат катастарските парцели со број 1012/1 дел 1330/1 дел, 1330/4 дел, 1001/3 дел, 1004/1, 1004/2, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/3, 1008, 1010/1, 1011/1 и 1011/2, катастарска општина Маврово во местност викана Крстови, веднаш над пристапниот пат за село Маврово. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 22.4.2016 година петок до 28.4.2016 година четврток, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 25.4.2016 година понеделник во 12 часот во просториите на Оделението за урбанизам во Мавровјанови. Заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.